Добар ден, Македонијо, нека ни е честит и векови денот и да си го славиме уште многу лета. Благодарам што одвоивте дел од вашето време и што денеска сте овде со нас. ВМРО е живо. ВМРО е пркост, пире, аманет, обврска, должност, почитување. ВМРО е нашата сила, но и нашата слабост. ВМРО се и линденците, партизаните, асномците. ВМРО е и потта на земјоделците, крикот на младите, волјата на спортистите, надежта во обединета Европа. Љубовта кон земјата од уставобранителите. ВМРО е чекањето за подобра иднина и немирот за слобода, правда и човечко достоинство. Ако ВМРО е нашата икона во која веруваме, тогаш Македонија е храмот, домот на таа икона. И се додека ВМРО е пламенот, Македонија е тука, Македонија е жива. Почитувани браќа и сестри, македонци, граѓани на Македонија, денес во едни тешки услови за нашата татковина се собравме да го одбележиме 23 октомври. Денот на македонската револуционерна борба. Денот кога е формирана македонската револуционерна организација. Она во што прерасна тие 4 свети букви ВМРО. Оваа година се навршуваат 127 години од нејзиното формирање и 30 години од формирањето на ВМРО ДПМНЕ. А ВМРО и тогаш и денес постои за Македонија. 6 апостоли кои ја формира оваа организација, потоа која што прерасна во движење, која изроди многу херои на револуционерното дело. За жал, не дочекаа да видат самостојна македонска држава. Но нивните потомци, партизаните, чии одреди ги носеа имињата на комитетите и на комитите и војводите линденците, дочекаа, да, тие дочекаа да имаат своја самостојна независна македонска држава. И од тука можеме да кажеме дека и основачите успеа затоа што тие беа искрата која го запали огнот, кој подоцна стана пламен и крик за своја самостојна македонска држава. ВМРО е создадено за создавање на држава, каде има слобода и правда. Денес имаме држава, но немаме ниту слобода, ниту правда. Немаме затоа што со државата владее политичка мафија. Ако Груев, Татарчев, Попарсов, Хаджи Николов, Батанџиев, Димитров беа моралната тврдина околу која се зидаше македонската борба за слобода. За жал, денешната власт е клинот со кој тула по тула се раззидува таа тврдина, составена од скапо платени тули на крв, страдање, одрекување и човечки судбини. И не попусто се обраќам во близина на споменикот на основачите на ВМРО. И незалудно нивното лице е свртено кон Македонското собрание како подсетник, затоа што ова собрание постои. Постои и затоа тоа треба да постои исклучиво за интересите и волјата на македонските граѓани. А пратениците внатре да бидат слуги на тие што ги бира, а тоа се македонските граѓани. Но дали дел од тие пратеници внатре, кои што катадневно слугуваат на оваа политичка мафија, заслужуваат глас од македонските граѓани? Мојот одговор, а и убеден сум дека мнозинството на македонски граѓани ќе се сложат со мене, е ни најмалку него заслужуваат тој глас. Имаме работа со влада за која магарињата вредат повеќе од човечките животи. Ова магарешка влада на Заев е најнеуспешната во овие 29 години независност. Ако мислиме дека транзицијата беше нашиот најтемен период, Заев со неговото работење
не разубеди дека и од лошото имало полошо. И да не се чудиме. Иако сакаат да ја локализираат одговорноста во само еден човек, Лидија Димова, можам искрено и од срце да ви кажам дека не е таа причината за лошото раководење на институциите. Таа е последица и добар пример за лоша работа, за тоа како се краде, плячка народот, а богами и европските пријатели. Ваквите магарешки работи на Заев се само неморалната вертикала во македонската политика, каде се струшени сите граници на политичкиот морал. Власта е во фаза на предвизантиска пропаст, каде опиени од власт, од многу пари, беззаконие и политички блуд добиваат лажна сила и надменост, иако внатре се е труло и фиктивно, како што е фиктивен оној бројчаник кој Заев го ветуваше на триумфалната порта, кој никогаш не проработа. Сеачи на магла се тие. 4 години ни убедуваа дека само што не ни тргнало, а станало од ден на ден се полошо и полошо. Ниту еден проблем не решија, ниту едно прашање достоинствено не затворија. И во таква една ситуација, најдоброто што знаат да го изустат е дека Мицкоски немал став за ниту едно прашање. Со надеж да ги завртат погледите кон нас, за да не се види нивната политичка бедотија и неспособност. Еве, да кажам дека ВМРО ДПМН нема прашање за кое немаме јасен, прецизен, дециден став. Исто како што Заев и неговата магарешка влада немаат решение за ниту еден проблем кој што е секојдневие на народот во Македонија. Го уништија и го застрамија македонското национално чувство. Нема ниту ЕУ. А нели Заев велеше дека ги отворил портите за ЕУ. Он може да отвара порти, ама зад тие порти се наоѓа длабока провалија. Свитканата кичма не донесе леп за сиромашните, ниту иднина за гладните. Донесе чемер, донесе јад. Си игра со нашата историја. Работата дојде дотаму што од другава страна ќе праќале полк да ги руши спомениците на хероите во Скопје. И за тоа нема реакција. Народот ќе каже по улица онака разговорно нашле село без куќиња. Проблемот е во нашите првенци на власт, што молчат на таквите провокации и не затоа што се мудри, затоа што знаат само да калкулираат. Ним парите им се важни. Еден бугарски политичар ми вели, ние го бараме само она што Заев ни го вети. Не знам, вели како може така на дневна основа да ги менува само мислењата. Му велам, не знам што ти ветила, ама знам дека често ветува, а уште почесто не си ги одржува ветувањата. Тебе ти е, му велам, прво искуство со него, ама на народот во Македонија секој ден му е исто. И не пробува да разговара со Пендаровски, затоа што Стево мисли исто како што мисли и Заев. Најпрвин ке рече дека Гоце Делчев бил бугарин, па потоа пред времените парламентарни извори ке рече дека не е така. Денеска кој знае што може да каже. Почитувани пријатели, не користам оваа прилика да испратам неколку важни пораки, да остане запишано, да не биде некажано. Бара став, еве го ставот. Македонија мора да отпочне преговори со Европската Унија час поскоро. Мора да се случи час поскоро таа меѓувладена конференција. Тоа е нашата единствена иднина. А ВМРО беше создадено како резултат на прозападните убедувања, затоа што кога многумина во Европа зборуваа за монархии и царства, ВМРО се бореше и крв лееше за собствена република на Балканот. Македонија даде илјадници жртви во борбата против фашизмот, борбата против крвавиот дел од комунизмот. Во овие безмалку 30 години независност Македонија е браникот со кој се брани Европа.
Да не ја заборавиме улогата за стабилизација на Балканот при распадот на Југославија. Бегалската криза во 99-та, кога некои земји ги затвараа своите граници, Македонија ширум ги отвори и беше добар домаќин на стотици илјади бегалци како резултат на таа криза. Придонесот кој го дадовме за зачувување на мирот и мудроста во 2001 година, но и постојаното учество на земјава, на нашите македонски војници во мировните мисии широм светот, каде се бориме против заедничките глобални закани, како што е тероризмот и радикалните елементи. Воено Македонија и браникот, преку кој се бранеше Европа од мигрантските налети, што се уште се закан. Сакам да кажам, да повторам, дека Македонија дава и дала премногу за Европа. Нашиот народ и земја секога се прозападни. Вистинско време е Европа сега и веднаш да му врати на овој народ без условувања, без уцени, европска иднина. Европа е таа што ги има во своите раце иднината на овој народ и иднината на оваа држава. Независно од политичката импотентност на Заев и неспособноста вистински да се препознае стратешкиот моментум, Европската Унија, без условување, треба да отпочне веднаш преговори со Македонија. Веднаш, и тоа да се случи час поскоро. Тоа е единствениот начин да се има цел, а тоа е да се движи земјата напред. Втората работа, што сакам да порачам, е онаа до соседите, до нашиот источен сосед, Република Бугарија. Убеден сум дека и вам не ви се потребни асимилирани и понижени соседи. Без оглед што државата има таа несреќа, премиер после украдени талибански мафијашки избори да биде Зоран Заев, кој лесно го прифаќа ова и ветува се. Но и вие знаете дека едно се ветувањата од него, а сосема друго реализацијата на тие ветувања, што му е најслабата страна. Со мафијашка структура не може да се договорите и да мислите дека ќе одите напред. Туку само ќе се продлабочуваат проблемите. И сосема на крај, третиот мој денешен јасен, концизен, прецизен став. Доколку навистина биде прифатено од страна на оваа политичка мафија предводена од Зоран Заев, дека Гоце Делчев во регионална смисла бил македонец бидејќи бил роден на географската територија Македонија, а по нација, по националност бил бугарин. Нашиот мајчин македонски јазик е лингвистичка форма на бугарскиот. Тоа ќе значи целосно асимилирање на македонската нација, удар во темелите на македонската нација и современата македонска држава и дополнително понижување. И одма да кажам, дека ако оваа политичка мафија на чело со Заев донесе таква одлука, следната влада на ВМРО ДПМН истата таа одлука веднаш ќе ја поништи и никогаш понатаму нема да ја почитува. Нека остане кажано и запишано, да не биде потоа не сме кажале и не сме предупредиле. Штувани пријатели, наистина постојат многу предизвици во модерното време. Земји се среќаваат со природни катастрофи, земјотреси, болести, зарази. Светот се соочува со COVID-19 пандемијата и на тоа не смееме да делуваме одсутни од реалност. Но во Македонија, освен оваа пандемија, ни се случи Зоран Заев, што би се рекло катастрофа на квадрат. Бројките кажуваат дека 9 месеци од како се појави оваа пандемија во земјата, владата буквално не научи ниту една лекција и не превзема ниту една реална и навремена мерка. Се фрлија на подкуп и картички, додека неспособноста катадневно се плаќа со човечки животи. Бројката од 2000 заболени, која ја прогнозираа на почетокот, дека ќе биде вкупна бројка на заразени со која ќе помине земјата, ни се случува за помалку од една недела.
додека светот работи на вакцина, Заев и политичката мафија работат на носење закон без да има мерки за граѓаните, туку регулира надлежности и политики. Сега има разлика. Го нема веќе ниту Наке или Гордана да бидат виновни, затоа што Спасовски нели молчи пред дискотеките блиски до власта во Скопје и Струмица. Подново и одново смислуваат смешни изговори за собствената неспособност. Главното прашање е зошто има огромна смртност меѓу заразените со ковид вирусот. Одговорот е затоа што немаме луѓе кои што навремено ќе донесат вистински политики и мерки. Затоа што овие во владата се удрија на тендери и грабеж. Затоа што имаме над 800 починати од зарази. Но и најмалку двојно од ова кои умираат поради тоа што здравствениот систем управуван од овие политички мафијаши е блокиран и не добиваат навремена здравствена заштита. Затоа што луѓето побрзо ќе фатат корона отколку да добијат упат за преглед во државна болница. И затоа, наместо Заев да води магарешки инет, нам ни треба државничка подготвеност, отворено да дискутираме за работите важни за земјата и за нашите граѓани. Токму затоа побарав лидерска средба, на која ќе разговараме за прашањата поврзани со националната катастрофа, поврзана со ковид кризата, но и политичката и економска криза која доаѓа паралелно со ковид кризата. Овде не е во прашање дали јас или Заев сме во право, туку колку животи на нашите сограѓани можеме да спасиме, колку луѓе повеќе утре ќе бидат со своите најмили, со семејствата. Овде завршува политиката и почнува дораснатоста за зрели одлуки. Во таа смисла, имајќи предвид катастрофата со која се соочуваме, треба да се искористат сите расположиви потенцијали на најдобрите умови во земјата, да се направи соединување на најдоброто во сите области и да се спасуваат човечки животи, да се носат брзи одлуки кои ќе спасуваат животи, но и судбини на луѓе. Ако на пролет, кога беше првиот бран од оваа катастрофа, велеа дека блескаме и дека работата имаат под контрола, мислејќи дека во текот на летото интензитетот ќе се намали и тие ќе бидат хероите. Сега, драги пријатели, се движиме кон многу потежок период, од есента доаѓа зимата, а ние, за жал, поради овие калкулантски политики на оваа политичка мафија, ќе ја пречекаме оваа зима неподготвени. А тоа денеска чини човечки животи. Неспособноста нивна не е политичка добивка за опозицијата, туку уште еден човечки живот помалку на трпезата на ручек, на вечера. Уште едно загубено работно место, уште едно предавство и понижување. Затоа еден почитуван мој пријател соборец со партијецки рече: не ти требаше да бараш лидерска средба, никогаш опозицијата не бара, власта не дава. Да, може би е тоа така во некои други мирнодопски времења, но денеска ние се бориме за обстанок. Ова е повеќе од ворена состојба, катаклизмата е пред нас. И кога гледате дека нема разум, честитост, тогаш единствено нешто што ви преостанува е сами да се изборите за тоа што може би вам ви припаѓа. Да се изборите за вашиот народ, за вашите сограѓани, да се изборите за Македонија. Ете затоа ја побарав таа лидерска средба. Затоа, почитувани пријатели, нема простор за суетност и гордост, туку за одговорност кон својата држава и граѓаните на Македонија. Затоа треба да се седне и да се разговара. Како што кажав, тоа ќе значи повеќе спасени животи. И го барам ова не затоа што Заев ми е мил, туку затоа што се работи за нашата татковина и нашите најмили. Многу важно. Повторувам, многу важно е да се постигне македонско национално единство. Да не се расеменуваме ниту делиме затоа што сме и вака расеменети и поделени. Мораме за клучните прашања да покажеме единство.
да покажеме морал и црвена линија која заеднички ќе ја браниме, рамо до рамо, еден до друг. На никој нема да му биде добро од тоа што ќе бидеме понижени. Дури и оние кои во замена за пари и фотели мислат дека така ќе им биде подобро. Нема да им биде подобро. Зашто нивните деца, а и тие самите ќе бидат дел од асимилирана и понижена земја. Тоа не смееме и нема да го дозволиме. Тоа им го должиме на генерациите после нас, а тоа им го должиме и на генерациите пред нас, кои што се изборија за оваа држава. Почитувани пријатели, ќе завршам како што и почнав. ВМРО е живо. ВМРО е пркост. Пиреј, аманет, обврска, должност, почитување. ВМРО е нашата сила, но и нашата слабост. 127 години од почетокот на ВМРО. Значи истрајност, мудрост, храброст, но и континуитет. Сите овие херои не би биле тоа доколку се повлекле или подклекнале. Нивната коравост ги направила бесмртни, исто како што е бесмртна и Македонија. Тие се бореа за држава, а ние ќе се бориме за повеќе слобода, правда и да си ја сочуваме државата која што тие ни ја оставија во наследство. Почитувани присутни, почитувани граѓани, сопартици, обврска на ВМРО ДПМН е да не ги разочара тие идеали, но и да донесе иднина за секој еден човек. Нашата иднина е во Европската Унија. И знаеме дека оваа власт денеска е најмалку европска. Зошто? Затоа што ги видовме како крадат пари од истата таа Унија. И како панамски пари завршуваат со бизнис делки на промискуитетни антиевропски бизнисмени во Тетово. Затоа ќе ја направиме разликата и ќе ја придвижиме интеграцијата. На Македонија и требаат стратешки пријателства со нашите стратешки партнери, а не стратешки предавства за лични интереси на политичарите на власт. Ке се борам во името на оваа моја генерација да докажам дека во политиката може поинаку од се што досега сте виделе. Мораме да станеме бранители на моралот, етиката и да бидеме вистински честни патриоти кои што си ја сакаат сопствената држава, а не тоа да биде срам, туку да биде гордост. И тоа не е абстракција, туку вистинска вредност. Мораме да докажеме дека мафијата е мафија, затоа што наспроти мафијата има честни луѓе кои што се борат против неизе. И дека таквите не се малцинство кое молчи, туку мнозинство кое што е гласно. Мораме да се бориме за силна економија, за конкурентност во економијата. Немаме повеќе генерации за губење, ниту авиони да праќаме млади луѓе на печалба. И нината треба да ја создаваме тука. Ке ја сакаме Македонија повеќе ако Европа ја донесеме тука. Ке ја сакаме Македонија повеќе ако ги вратиме сите оние млади луѓе, наши сонародници, кои што ја напуштија својата држава. А овие ја задолжија цели 2 милиарди евра, од кои 1 милиарда последниве 3 месеци. Запрашајте се што ново изградија, ништо. Затоа треба промена. Ке докажеме дека ја сакаме Македонија. Ке докажеме дека ја сакаме Македонија повеќе ако покажеме дека има чест, морал и кичма во политиката. Сите ние ке ја сакаме Македонија повеќе ако докажеме дека наместо занимавање со проценти во администрацијата ке се бориме за квалитет на кадрите, за повеќе достоинство и честност во судовите кои ќе носат правда за обичниот народ. Мораме да ја поразиме мафијата пред тие да ја поразат државата. Мораме да ја сочуваме Македонија пред тие да ја распродадат татковината. Ако Македонија е нашиот храм во кој веруваме, тогаш ВМРО ДПМН е дел од тој храм. И се додека ВМРО е пламенот,
Македонија е тука, Македонија е жива. Ова е битка на нашите животи, последна брана и бедем од кој нема назад. Нека е вечен празникот, нека е вечна Македонија, да сте ми вечни вие, да е вековит уште еднаш као овој ден и да си го славиме со успеси. Ви благодарам од срце што и денеска сте овде со нас. Да сте живи и здрави.